Мезанин. Меѓупростор на Радио Равел. Музичка емисија. Мезанин. 96 FM. Мезанин. Охо, фино, лепо, успорено влагаме во новата 2007 година, малку завива шпицава на почетокот, меѓутоа веројатно и оваа девојка која кажува најавната шпица на Мезанин малку се опуштила за време на новогодишните празници, така што се уште не е влезена во оној нормален животен колосек, веројатно тоа ќе го направи веќе од следната недела. Ајде да не зборуваме глупости. Добро вечер и добре дојдовте во првото издание на Мезанин за оваа 2007 година или вкупно 170 како му доаѓа 177 издание, ако воопшто нешто значат бројките. Последното издание е минатата среда, последното издание за 2006 година. Направивме една мала дигресија, кога наместо вообичаено да направиме некаков си преглед на тогаш се уште тековната 2006 на албумите кои ги тангираа Мезанин во таа година, сепак, како што кажав, направивме мала дигресија и преслушавме еден фантастичен албум од 69-та година на Кептан Бифхарт, кој се надевам дека фино легна пред новогодишните празници, но затоа овие две први емисии во оваа 2007 година ќе направиме еден краток и сладок преглед на она што Мезанин го тангираше музички изминатата 2006 година. Вечерва одиме со странските бендови, ако така сакате, а следната среда ќе направиме еден преглед на она што од 2006 година беше издадено од домашните изведувачи. Немам веќе здив. Ајде да почнеме со музика, веќе е 10 часот и 8 минути. Новел Вак, веројатно знаете се за овој француски бенд кој некаде таму кон почетокот на летото, а и пред крајот на летото милувавме да го пуштаме на оваа фреквенција токму во Мезанин. Се работи за француски бенд кој оваа година го издаде своето второ студиско остварување насловено Band Apart. Инаку се работи за бенд кој на боса нова, во боса нова стил ги обработува славните легендарните теми пред се на панк и нью вейв бендовите од 70-тите и почетокот на 80-тите години од минатиот век. И второвот CD изобилува со навистина фантастични преработки, вкупно 14 на број. Одиме со три од нив, ја слушаме темата Killing Moon на Echo and the Bunnymen, а потоа и легендарната Blue Monday на New Order, а ќе го заокружиме овој блок со Новел Вак со темата Bela Lugosi's Dead на славните Bauhaus. Значи одиме со три теми од вториот албум на Новел Вак кој излезе некаде таму април минатата 2006 година. Стартуваме. Killing time.
96 FM. Мезанин. How does it feel to treat me like you do when you let your hands upon me and told me who you are? I thought I was mistaken. I thought I heard your words. Tell me, how do I feel? Tell me now, how do I feel? Those who came before me lived through the vocations from the past until completion. They will turn away no more. And I still find it so hard to say what I need to say, but I'm quite sure that you'll tell me just how I should feel today. I see a ship in the harbor. I should obey. But if it wasn't for your misfortunes, I'd be a heavenly person today. And I thought I was mistaken. I thought I heard you speak. Tell me, how do I feel? Tell me now, how do I feel? I thought I told you to leave me while I walked down to the beach. Tell me, how does it feel when your heart grows cold? When your heart grows cold? When your heart grows cold? מזנין.
Океј, тоа беа три теми од Новел Вак албумот Band Apart, кој беше издаден во април минатата 2006 година. Лајт теми за фин влез во вечерашното издание на Мезанин. Инаку еве да бидам културен, на почетокот се убрзав малку и не ја честитав новата 2007 година. Се надевам дека ќе ви биде барем за нијанса поуспешно од претходната. Ајде малку да бидеме скромни, да не ги возвишуваме работите до некои височини каде што не име местото, бидејќи сепак треба да сме на земја, живееме во Скопје, во Македонија. Така, скромно и фино. Одиме напред. Океј, ајде одиме напред и со музиката, со прегледот за минатата 2006 година. Ако Новел Вак го издаде албумот во април, тогаш одиме пар месеци поназад, и тоа точно во јануари, веројатно првиот албум, тази албум, свеж албум, кој изминатата 2006 ова време го преслушавме во Мезанин, се работи за дебито на една прилично извикана британска група Arctic Monkeys. Албум со име Whatever People Say I Am, That's What I Am Not. Се работи за нова британска рок атракција која веднаш излезе на насловните страници на британските музички часописи. Беше прилично штитена од тамошните музички новинари. Веројатно, како и секогаш досега, се повторува приказната дека кога ќе се појави дупка во музичката индустрија, секогаш се бараат нови херои кои ќе бидат штитеници на музичките критичари и воопшто на музичката индустрија. Тоа беше случајот и со Arctic Monkeys, но сето ова не значи дека бендот е лош. Бендот напротив создаде на вистина интересно деби издадено за Domino Records и вечерва од него ќе чуеме три теми, бидејќи во текот на 2006 година Arctic Monkeys сепак успеа да издадат неколку синглови од овој албум, да направат успешна светска турнеја и да докажат дека сепак се бенд на кој треба да се смета во иднина. Ги слушаме I Bet You Look Good on the Dance Floor, Dancing Shoes и Riot Band. Ова се Arctic Monkeys. It's like looking down the barrel of a gun and it goes off. And how come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you, a side I much prefer. It's one that laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up and away. Oh, but it's right hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. Well, now then, Marty Bum, oh, I'm in trouble again, aren't I? I thought as much, 'cause you turned over there and pulling that silent disappointment face, the one that I can't bear, can't we? Laugh and joke around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up and away. Oh, but it's right hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. And yeah, I'm sorry I was late. Well, I missed the train and then the traffic was a state. But I can't be asked to carry on in this debate that reoccurs. Oh, when you say I don't care, but of course I do, yeah, I clearly do. So laugh and joke around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up and away. But still it's right hard to remember
that on a day like today when you're all argumentative. You've got the face on 96 FM Mezzanine. Don't you let her, well don't you let her touch the tracks. I said my baby wants to drive the train. Well all aboard, yeah, and don't forget to mind the gap. Well don't you let her, well don't you know, she's sick and tired of being in the background, a passenger. Let her drive the train. Choo-choo, why don't you let her drive the train, no? Choo-choo, why don't you let her drive the train, yeah? She's setting out from platform 4. We'll make your way down. They'll shut the doors about 4:45. I said she's setting up from platform 4, and they've decided that they're gonna let her drive. Well, don't you let her? No, don't you know? She's sick and tired of being in the background, a passenger. Let her drive the train. Oh, choo-choo. Why don't you let her drive the train, no? Choo-choo. Why don't you let her drive my train, yeah? Whoa, whoa. Radio Ravel 96 FM. Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Hoping they're looking for you. Sure you'll be rummaging through. Oh, and the shit shock horror. You've seen your future bride. Oh, but it's so absurd for you to say the first word. So you're waiting and waiting, and the only reason that you came. So what you scared for? Well, don't you always do the same? Just what you there for? Don't you know the lights are flashing down in here tonight? And some might exchange a glance, but keep pretending to dance. Don't act like it's not happening, as if it's impolite to go and mention your name. Instead you'll just do the same as they all do and hope for the best. The only reason that you came, so what you scared for? Well, don't you always do the same? It's what you there for, but yeah!
Тоа бе Arctic Monkeys, новите сили на светската музичка сцена. Слушнавме 3 теми од нивниот деби албум издаден па некаде минатата година ова време, албум кој со своите синглови се провлекуваше во текот на целата 2006 година. Сега ќе направиме една малечка дигресија, збор кој често сакам да го употребувам, но да не гњава многу. Се работи за еден албум кој е всушност издаден кон крајот на 2005 година, но сепак својата вистинска сила ја доживеа токму 2006 година, а и башка се работи за навистина значаен човек во инди водите, така што дефинитивно вечерва ќе му направиме остапка. Се работи за Стивен Малкмус, лидерот на Pavement, бендот кој ги одбележа 90-тите години од минатиот век. По нивното распаѓање човекот издаде досега 3 студиски албуми. Токму крајот на 2005 година излезе неговото трето студиско остварување насловено Face the True, но вистина еден фантастичен албум кој во текот на целата 2006 година предизвикуваше многу внимание кај сите фанови кои ја сакаат музиката на Стивен Малкмус, но и малку пошироко, што му овозможни на Малкмус само да ја зацврсти својата веќе добра позиција на музичката сцена. Токму затоа вечерва 2 теми токму од Face the True го слушаме Стивен Малкмус. Уживајте. Радио Равел 96 FM. There's a villain in my head and he's giving me shocks. Shock, shock, shocks. Shock, shock, shock. Save me from me. Save me from me. His name is Leather McWhip and he needs to be stopped. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Fly above me. Fly above my realm. Fly above me. Fly above me. Well, I never had much of a lovely go. Go, go, go. Go, go, go. Leave me having ever. It's like my mind's been touched, though I never was born. Please deform me. Please deform me. Let me out of my head, in my bed. It's a lovely leather-bound poison. No more shine with the frame of the brain. It's a lovely leather-bound poison. Just get your bound boys on. It's pencil art. He catered to the second-hand weakness of everybody. Had a second love to make you want to come on, but my mind was a splinter and it never was down. I swang around the kids and from my head of love and tried to fall on. But you saved me, saved me, saved me, saved me. I'm here to sing a song about privilege. The spikes you put on your feet when you were crawling and dancing to the top of the human shit pile. Shit pile. Somehow you managed to elucidate something that was on all of their minds. All of their minds. And other people see themselves in you, and I can see them in you too. In my head, there's a bed. It's unmade. It's a lovely leather-bound poison. No more ghosts.
96 FM Мезанин. What you gonna do? I don't know, my friend, but I'm open to suggestion if you'll proffer 2 cents. Give me something I can hang a coat on, yeah. 9 times out of 10, I'm not the guidance type. I've been sitting on a fence post for the brunt of my life, and now I need some help to find out what I feel in guilt. Sometimes until you feel your heart, you'll see there's more to you than what you think and need. Where you gonna go? I don't know, my friend, but I'll take this road forever or until it does end. Here or there or someplace else, man, anywhere. Maybe to the west, where they don't fall down in a canyon of a valley in a 20-horse town. A voluntary rest home where they lecture you and kill. Sometimes until you feel your heart, you'll see there's more to you than what you think and need. We can share our bland opinions about the quality of air. And all will be right, all will be right on top. But there's a place in Oldham, young, near that courthouse by the square, where all will be right, all will be right on top of the Бакни го звукот. Ok,
Океј, вечерва низ една фина релаксирана атмосфера правиме еден неформален преглед на изминатата 2006 година на музички план, барем што се однесува до овој термин на Радио Равел, насловен Мезанин. Значи секоја среда од 22 часот па се до полноќ преслушуваме, се надевам, фина музика. Истото тоа го правиме и вечерва низ еден преглед на најзначајните остварувања според Мезанин за изминатата 2006 година. Направивме една малечка остапка за Стивен Малкмус, бидејќи според датумот Face the Truth, неговиот трет студиски соло албум излезе кон крајот на 2005, но како што кажав 2006 година беше годината кога Стивен Малкмус навистина го промовираше овој албум на најдобар можен начин. А што се однесува до старите добри музичари, иако не толку многу наназад, сепак во оваа група спаѓа и Иван Дандо заедно со своите пријатели од бендот Lemonheads. Навистина интересна приказна е ова за Lemonheads, една од најинтересните во историјата на алтернативната музика, бидејќи се работи за бенд кој имаше своја интересна еволуција од средината на 80-тите па се некаде до средината на 90-тите години, кога го достигна својот врв, за сето тоа потоа да се сруши како кула од карти. Меѓутоа момците се созема. 2003 година Иван Дандо направи еден свој соло албум за да испита како стои работава со неговите фанови, и бидејќи помина прилично добро, е 2006 година се случува еден камбек на еден од можеби најинтересните бендови во алтернативната инди музика, ако сакаме да ги квалификуваме така овие музики што ги свират момците од Lemonheads. Како и да е, Lemonheads со истоимениот албум The Lemonheads, бидејќи до сега немаат албум во нивната кариера што го насловиле како името на својот бенд. Навистина се навраќаат, односно не навраќаат нас како слушатели и реципиенти на нивната музика на едно време во текот на 90-тите години, кога навистина се правеше квалитетна независна гитарска музика. Значи, тоа е тоа со овој албум. Да чуеме како звучат Lemonheads во 2006 година преку темите Become the Enemy, Pittsburgh и Let's Just Love. Ова се Иван Дандо и The Lemonheads. It's my fault, I never learned a trade, so I just scrape all day. But it's not my fault, yeah, when there's never enough, so I just toil away. And what you say to me, it's not how love's supposed to be. And what you do to me when you become the enemy. It's not your fault, yeah, things didn't turn out the way you dreamed in school. Now you're raising two, but it's your fault when you raise a pointed finger at the one who loves you. And what you say to me, it's not how love's supposed to be. What you do to me when you become the enemy. Pass the blame and our life away. Pass the blame, watch us fall away. Pass the blame and our life away. Pass the blame, watch
just fall away. It's not our fault. Yeah, things never turn out the way we planned. Something we can never understand. And it's both our faults when we pass the blame instead of trying to change. Babe, we just need to rearrange. And what you say to me is not how love's supposed to be. And what you do to me, and you become the enemy. Pass the blame and our life away. Pass the blame, watch us fall away. Pass the blame and our life away. Pass the blame, watch us fall away. 96 FM Mezanin. With a little bit of common sense, you can lose a lot of innocence in this world. You can leave yourself behind. In the middle of coincidence, see the world in the present tense. Oh mother, your kids are so inclined. Sarah said it's sort of personal. I don't know, it's kind of hard to tell with this girl. She'll just take up all your time, fading in and out of consciousness with a fair degree of common sense on your mind. Just watch it all unwind. The voice is low, slow down, bounce around, bounce around. The voice is low, slow down. Jesus Christ and motherfuck, the things I do push my luck, I don't know. I don't even seem to mind. With a parchment and frankincense and a walk across the desert sands, you might find your baby Frankenstein. The voice is low, slow down, slow down, bounce around, bounce around. The voice is low, slow down. Eden, dva, tri. Mezanin.
Thinking about people staying home, locking windows outside the basement. A Texan stranger with a broken straight razor is getting impatient for something major. It's in his nature. 2 more years to go, then you're supposed to know how to get back home, someplace near Waco. Let's just laugh. We can never do anything about anything anyway. Whatever will be, I guess we'll see. So let's just laugh. War is sacred as rape and hatred, and we're just aphids in hell's half-acre. In the dark and on TV fires, just a country on rims for tires. Excuses tired. Someone fetched the piano wire. I hope you tried and fried before you're finally fired. 2 more years to kill. If you won't, I will. Let's just laugh. We can never do anything about anything anyway. Whatever will be, I guess we'll see. Let's just laugh. Let's just laugh. We can never do anything about anything anyway. Иван Дандо и Lemonheads во една нова варијанта од минатата година со истоимениот албум The Lemonheads. Се надевам дека овие луѓе ќе продолжат да прават музика и дека ќе ни понудат уште многу задоволства. Сега одиме со едни стари добри пријатели на оваа емисија, Sonic Youth од Њујорк, и понатаму неуморно истражуваат во она што се нарекува експериментален ноизи звук, меѓутоа со многу интелигенција и веќе совршенство низ сите оние криви ноти што ги свири пред се Трстон Мур, па заедно со Ли Риналдо, Ким Гордон и Стив Шели, поставата која изминатите 23 години неуморно добро и безпрекорно функционира. Доста фалење за овој бенд, веројатно знаете, речи се за нив. Redder Ripch беше албумот кој минатата година повторно Sonic Youth некаде на почетокот на летото во јуни ги представи во најдобро светло. Одиме со 3 теми во вечерашниот мезанин, во кој правиме преглед на најинтересните албуми според Мезанин за изминатата 2006 година. Sonic Youth дефинитивно спаѓаат во овој избор. Ги слушаме со темите Do You Believe in Rapture, Rina и Lights Out. Sonic Youth! Stand behind his drunken elm. Stand behind his light of love. Hear him yell his bloody tongue. Hear him yell for blood and war. Do you believe in his sweet sensation?
terrible hit strikes today. A terrible hit for the parade. Burning eyes see Jesus coming. Jesus comes to pave the way. Do you believe in his sweet sensation? Do you believe in second chance? Do you believe in rapture, babe? Tell me what to feel. Open up your tender soul. Can I drink your drunken mercy? Wine burns the devil's hole. Do you believe in his sweet sensation? Do you believe in second chance? Do you believe in rapture, babe?
Мезанин. She scans the room for a star to consume. When eye contact is made, I suggest, son, you fix your grave, 'cause it's lights out for you. Lights out for you. There's not a hell of a lot you can do. It's lights out for you. He rolls his eyes at the thought of paradise, but when he makes that insect sound, then it's time, girl, for you to leave town, 'cause it's lights out for you. Lights out for you. There's not a hell of a lot you can do. It's lights out for you. Sonic Youth на 96 FM во првото издание за оваа година на Мезанин. Слушнавме три теми од нивниот албум од минатата година Redder Ripch. Сето тоа звучи навистина прочистено и зрело, а како и поинаку кога се работи за вкупно 15-ти албум во нивната кариера. Сега продолжуваме со еден човек кој исто така лани можеби за нијансе ги изненади своите фанови, но сепак се работи за човек во години, веќе атира и 7-та деценија, има 60 и кусур години и навистина е човек кој има голем багаж за себе и кој пред се дозволено му е да каже она што го мисли за земјата во која живее. Се работи за Нил Јанг, кој овој пат се реши да издаде албум без своите пајташи Crazy Horse, бидејќи барем доколку сте го гледале документарецот на Джим Джармуш Year of the Horse, сте сватиле дека токму момците од Crazy Horse не сакаат воопшто да се занимаваат со политика, а бидејќи Living with War токму удира на она што политички значи Америка изминатите години, токму затоа Нил Јанг излегува со еден соло албум кој, како што кажав, е насловен Living with War. Се работи за 10 теми каде што на најдобар можен начин, без влакна на јазикот, овој стар рокер кажува се она што изминативе 5 години
се случува во Америка, значи после уривањето на кулите близначки, после сиото ној медиумски страв што го претрпеа американците и после сето она што се случува на Блискиот исток со ирачката и афганистанска војна која безмилосно ја водат американците. 10 теми во кои Нил Јанг на најотворен можен начин кажува се што досега му стоело во срцето. Значи, еден политички ангажиран албум кој можеби не ги израдува многу неговите фанови, но кој сепак вреди да се чуе и да му се посвети внимание. Одиме со насловната тема Living with War, потоа со Families, каде што Нил Јанг зборува веројатно за најсветото нешто на американците, семејството, и на крај ја опишува својата земја во прекрасната Америка the Beautiful. 3 теми од Living with War, ова е Нил Јанг. Мезанин. Living with
96 FM Мезанин. Еден, два, три. Мезанин.
96 FM. Мезанин. Е така, еден интересен начин како да се заврши еден интересен рок, но сепак политички ангажиран албум на Нил Јанг, Living with War, со кој беше актуелен изминатата 2006 година и кој во еден наврат го преслушавме во целост во Мезанин. Продолжуваме понатаму со прегледот за изминатата 2006 година. Дојдовме до еден интересен независен американски бенд. Се работи за бенд кој доаѓа од малото место Хоубокен, Нью Джерси, значи источниот брег на Соединетите Американски држави. Луѓето се нарекуваат себе си Јола Тенго и творат веќе 20 на години, па паралелно со Sonic Youth би можело така да се каже. Оваа година издадоа исто така еден фантастичен албум со долг наслов I am not afraid of you and I will beat your ass. Може би како малечка порека за сите оние кои се откажаа од нивната музика и како голем доказ дека Јола Тенго и понатаму знаат да направат и тоа како интелигентна музика. Инаку на новиот албум на Јола Тенго со долг наслов ќе пронајдете панк линии, поп мелодии, агресивни минималистички теми, фолк, па дури и психоделија, но сето тоа секако во сите нови 15 теми аранжирано и отсвирено на Јола Тенго начин. Доколку во минатото многу критичари нивната музика ја опишуваа дека се уште се базира на детски ентузијазам, на новиот албум сепак ќе пронајдете и еден куп интелигенција и уживање, докажувајќи дека Јола Тенго се едни од ретките бисери на американскиот инди рок и дека се уште имаат свежи идеи за тоа како треба да звучи еден современ бенд со голем бекграунд зад себе. Одиме со две теми од албумот на Јола Тенго и тоа две долгосвиречки теми.
од кои првата во ведната насловена песдехачет I Think I'm Good Kind на најдобар можен начин опишува се она што изминатите 15 години и повеќе твореа Јола Тенго, а последната тема The Story of Јола Тенго и самата си кажува се на најдобар можен начин повторно ја опишува приказната за Јола Тенго. Одиме со две теми од овој албум.
1, 2, 3. Мезанин.
Мезанин. Меѓупростор на Радио Равел. Тука сме некаде на 10-15 минути пред крајот на вечерашното издание на Мезанин, во кој правиме еден таков краток субјективен преглед на оно што Мезанин го тангираше на музички план изминатата 2006 година. Мене само ми е жал што вечерва нема да ги чуеме хероите на американскиот нов фолк Лемчоп, луѓето кои изминатата година издадоа еден прекрасен албум насловен Damaged, од едноставна причина што албумот за време на новогодишните празници го позаимив на еден пријател, па вечерва нема да имаме можност да го чуеме. Меѓутоа, нели Лемчоп изминативе месец-два честопати ги вртевме во овој термин, така што веројатно на нив ќе се навратиме по неколку емисии, кога дефинитивно вреди уште по некој пат да преслушаме по некој од темите на Лемчоп. Инаку за вечерашното издание на Мезанин, за крајот оставивме ова издание да го заокружиме со првото соло остварување на Том Йорк, лидерот на Radiohead, насловен The Eraser, албум кој може неформално да го прогласиме за албум на изминатата 2006 според музичката емисија Мезанин. Албум на кој ќе пронајдете многу работи кои многумина во музиката се срамат да ги кажат, а Том Йорк сепак ги кажува и тоа на свој личен начин, што е многу важно. Албум кој музички можеби наликува на сето она што Radiohead го прави на изминатите 3 нивни студиски остварувања, Kid A, Amnesiac и последниот Hail to the Thief, но кој сепак зрачи со своја автентичност и особеност. Значи за вечерва за заокружување на Мезанин ја слушаме насловната The Eraser, а потоа и Analyze и The Clock. Ова е мистер или Чичко Том Йорк. Одиме. Excuse me
travel far. What have you found? That there's no time, there's no time to analyze, to think things through, to make sense.
Мезанин. Меѓупростор на Радио Равел. Музичка емисија. Мезанин. 96 FM. Мезанин. Океј, тоа беше само еден милионити дел од музичкото колаче од минатата 2006 година, но сепак милионити дел кои на 96 FM во терминот мезанин, и тоа како многу значи. Инаку останува онаа констатација дека изминатата година навистина беа издадени многу албуми кои можеби и ќе ги откриваме и сигурно ќе биде така и во оваа 2007 година, барем во прва половина од 2007 година, но исто така останува и отворениот простор оваа 2007 година да не изненадат многу нови бендови, а исто така и стари бендови и музичари со своите нови материјали, па така да ја започнеме и приказната за оваа 2007 година. Вечерва со вас беа Игор Ангелков и Јован Георгиевски. Се надевам дека останавте на оваа фреквенција од 22 па се до овие ситни сати, неколку минути по полноќ. Ви посакувам уште малку да одморите, бидејќи следат уште некои празници во следниве денови. Ние повторно се слушаме следната среда во истиот термин од 22 па се до полноќ. Заврши шпицата конечно. Чао. Michael.